Значи, кои се генералните препораки што може да им се упатат на лицата кои што боледуваат од диабетес, кога се нивните бубрези во прашање? Значи, како и целото менаџирање на диабетесот, најбитно е да го менаџираме нивото на шеќер во крвта, значи гликемијата, и да ја менаџираме килажата. Значи, да си проверувате често гликемија во крв, 3-месечен шеќер да си проверувате, со тоа да се следа, значи, инсулинска терапија, билостна инсулинска, билостна таблетарна да се пие редовно, како што ви е препорачано од доктор. И секако да се следат бубрезите, здравјето на бубрезите се следи, како што ви кажав, преку биохемиски анализи, значи да се проверува креатининот и уреата. Во зависност, значи, ќе го проверите еднаш, ќе ви каже докторот интернист дали има потреба да се провери за 3 месеци, за 6 месеци, на година дена. Битно поентата ми е дека треба, доколку веќе сте долгогодишни пациенти со диабет мелитус, дека треба да се проверуваат и бубрезите, бидејќи многу често заболување. Физичка активност да се има, да се пие доволно вода, значи течности да се внесуваат, за да се задржи мокрењето, да се стимулира бубрегот да мокри. Така да, генерално тоа. Само што ќе се напија вода и одма да веќе. Да се откажат цигари. Значи, вашите... Цигари на пуши. Па добро, значи едното го задоволува, другото ќе се труди. Не викам не го задоволува, ќе се труди да ги намали цигарите. Не ги намали.